Нелогични, па дури и чудни работи во последните година две се случуваат околу државната театарска манифестација, Драмскиот аматерски фестивал, кој делуваат збунувачки за јавноста, но и за советниците во Советот на општината и за првите луѓе во градот. Според објаснувањето на актуелниот извршен директор Дарко Спасов за организацијата и одржувањето на ланскиот ДАФ, во вонредниот термин во октомври 2020 година, од Министерството за култура не се добиени очекуваните средства затоа што биле побарани по одржувањето на истиот, односно за доцнето. Ако е така, тогаш сами по себе се наметнуваат неколку логични прашања. Прво, дали организаторите на ДАФ лани останале должни поради недобиените пари? Второ, ако не, тогаш управниот одбор на фестивалот зашто ги потрошел? Трето, колкав буџет реално е потребен за организација на 6-дневната манифестација? Во делот на организацијата на престојниот ДАФ 2021 година, извршниот директор Дарко Спасов побара поголема подршка од општината, бидејќи и оваа година фестивалот ќе остане без средствата од Министерството за култура. На пратеничко прашање, поради кои причини, Спасов со шокантен одговор. Екс-извршниот директор заборавил да аплицира во предвидениот рок. Ако е така, тогаш каде биле другите членови на управниот одбор на ДАФ? Дали имало или не координација меѓу нив и дали воопшто имало некаков план за работа или агенда на активности помеѓу двата фестивала? Како и да е, ваквите гафови и пропусти од темел го тресат ДАФ, која е единствена репрезентативна културна манифестација со долг стаж во Кочани од државен ранг. Ако набрзо не се средат работите, тогаш може да се случи некој друг град да ја преземе организацијата на драмската аматерска смотра, која неретко има и меѓународен карактер со гости од повеќе земји во регионот и пошироко. Или пак други заинтересирани да формираат здружение на граѓани кој ќе понуди посодржаен и поквалитетен фестивал на драмскиот аматеризам. Затоа не е време за импровизација и несериозност кога е во прашање ДАФ.